Почитувани граѓани, почитувани медиуми, лицемерието на Зоран Заев и СДСМ со воведувањето на еколошката такса за горивата, односно покачувањето на цената на горивата за граѓаните, се покажува на дело. Сакаат преку граѓаните годишно да исцедат над 50 милиони евра и нормално после тоа да ги испокрадат преку тендери како што впрочем праве и до сега. Згора на се најинтересно е што Заев сака да воведе нови давачки за цената на горивата на граѓаните со европско знаменце, само и само за да се осигураат дека побрзо би изгласале се за побрзо да ги исплячкаат граѓаните. Но, она што е најинтересно, деривати и енергенси кои загадуваат десетици пати повеќе, не се воведува за нив еколошка такса, од едноставна причина што, според нашите информации, фамилијата на власт, Заеви, не сакаат да дадат, туку сакаат да земаат. Замислете, според нашите информации, петрол коксот, што се увезува, или нафтениот кокс познат во јавноста, загадува десетици пати повеќе од горивото кое што го возат граѓаните, а го користат многу фабрики низ Македонија, но главниот интерес, според нашите информации, за невоведување на еколошка такса за овој дериват, односно енергенс, е токму кај семејството Заеви. Зошто? Затоа што нивната циглана Еленица годишно троши над 3500 тони петрол кокс според нашите информации. Дали е точна оваа бројка или се работи за повеќе, треба менаџментот од Заеви да кажат. А да подсетиме дека во 2019 година беше укината акцизата за петрол кокс согласно законот за акцизи член 49 став 2, каде што повеќето фирми во државава кои што го користат петрол коксот, а загадуваат десетици пати повеќе, меѓу кои, според нашите информации, и Еленица, која што е циглана на семејството Заеви, се ослободени од акцизи. Еве уште еднаш јавно прашуваме, дали Еленица користи петрол кокс и дали е амнестирана од овие давачки. Акцизата во просек излегувала околу 45 до 50 евра по тон петрол кокс, зависно од јачината на енергенсот кој што се увезува, што значи дека на контото на Заеви со укинување на оваа давачка одат над 170.000 евра годишно. Наместо да и дадат на државата за тоа што загадуваат, тие практично и земаат. Ете, почитувани граѓани, ова е суровата реалност. Додека вие плаќате повисоки цени на горива, некој таму од семејството Заеви си има повластени давачки, односно не дава пари, односно акцизи за тоа што увезува вакви деривати, енергенси и загадува. Давачки од 4,13 денари по литар гориво за граѓаните, а повластен однос каде што се укинуваат давачки за многу фирми во Република Македонија, каде што интерес има и семејството на власт. Само за споредба, над 100.000 тони годишно се увезува петрол кокс во Македонија за сите фирми, а Заев ги укина акцизите кои се милионски само за да удри по джебот на граѓаните. И тие пари да ги надокнадува преку обичниот граѓанин кој што мачи секој месец. Повторно ќе потенцирам. ВМРО ДПМН на секој можен начин ќе го блокира ова покачување на цените на горивата на граѓаните. Благодарам.